Граѓаните стравуваат од нови поскапувања, експертите порачуваат трговците да се вразумат, зашто нема основ за вивнување на цените. Искуството од досегашните кризи покажуваат дека производителите и дистрибутерите ги покачуваат цените на производите, а по стабилизирање на пазарот тие речиси и никогаш не ги намалуваат. Ковид пандемијата и почетокот на руско-украинскиот конфликт го оправдуваат стравот од нов бран поскапувања и злоупотреби од страна на трговците. Компаниите живеат од профит. И на крајот на денот нив име во интерес, без оглед да ја качуваат цената на собствениот на производите, да го билдаат со тоа профитот и притоа да ги осиромашуваат граѓаните. Универзитетскиот професор Иван Атанасовски смета дека причина за новите поскапувања ќе биде новата цена на дизел горивото, но превозниците тврдат дека нема инстант покачување на цените на превозот. Цените во превозот не растат така автоматски како што многу души мислат, бидејќи зависи од понудата и побарувачката. Доколку на пазарот, а веќе ги има многу повеќе возила кои што се празни, отколку што има стока за превоз, така да све е индивидуално. Превозниците и експертите побараа мерки од страна на владата. Превозниците бараат враќање на акцизата, а експертите европски искуства. Сепак не смеете да им навлезете во тоа што тоа се приватни компании, но она што имате механизам како држава да им ограничите, да дадете одредени субвенции за да помогнете на сопствените граѓани во случај да го издржат тој бран кој би следел. Она што треба пред се да се направи е долгорочна стратегија и измени во законот за акциза со цел да не се оданочува, односно да не се зголемува акцизата за превозите кои се вршат на комерцијална основа. Според експертите, Македонија има одличен закон за нефер трговски практики, кој во оваа криза може одлично да се најде за ублажување на евентуалниот ценовен шок. Според економските анализи, на краток рок не треба да се очекува нов бран поскапување.